Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Во салата на Советот на општина Тетово се одржа јавна дебата за буџетот за идната година. На состанок на Центарот за управување со кризи решено е да се евтанизираат агресивни кучиња кои нема да бидат вдомени. Учениците од Моша Пјаде за прв пат организираа новогодишен хуманитарен панаѓур под мотото "Од нас за нас". Во салата на Советот на општина Тетово денес се одржа јавна расправа за буџетот за идната година. Советниците и граѓаните дадоа своји предлози за проекти кои треба да се реализираат. Во пресрет на составувањето и планирањето на буџетот за 2023 година, општина Тетово денес организираше јавна дебата, на која беа поканети граѓаните, невладините организации и здруженијата. На дебатата сите раководители на сектори ги презентираа своите годишни планови и програми, наменети за капитални инвестиции, подобрување на инфраструктурата, инвестиции во училиштата и градинките, во културата, спортот и други сфери. Вкупната сума на буџетските средства е 24,4 милиони евра. Од кои околу 19 милиона се блок дотации кои одат директно за финансирање на пренесените надлежности во локалната самоуправа, како што се школите и градинката, но околу 7 милиони евра се самофинансирачки средства со кои ќе се финансират потребите на општината и околу 2 милиони евра се донации за различни проекти, каде имаме ние поднесени проекти, се надеваме дека ќе ги добиеме истите, околу 700.000 до 800.000 евра се самофинансирачки средства на институции во рамките на општината, како што се школите и градинката. Советниците со своји предлози за приоритетните проекти кои треба да се реализираат. Решавање на проблемот со кучињата скитници, потоа приоритет ќе ни бидат православните гробишта во Фалише. Довршувањето на капелата е при крај и ќе гледаме да ги решиме проблемите на улиците во централното градско подрачје кои се раскопани, не реконструирани со години. Гледам дека во програмата нема предвидено средства за паркови, но ние како советничка група ќе инсистираме поранешниот спортски центар, односно слободните парцели на поранешниот спортски центар да бидат парк. На улицата 132 да се реконструира целата купната улица, потоа поставување спортска опрема во Ајдучко мало, обновување на спортскиот дел под тениското игралиште, расчистување на теренот, решавање конечно на проблемот со капелата, ограден зид на градските гробишта во село Фалише, да се одвојат средства за прослава, тоа е за украсување на нашиот град, да се отворат повеќе работни места за социјалните случаи. Да се активира и комисија за социјална поддршка и потреби, особено делот на жени кои што имаат потреба за институционална поддршка, особено самохрани мајки кои што имаат потреба и институционална поддршка. Така да на овој дел ние ќе се потрудиме во институционална форма да им даваме поддршка. Ние на седницата ќе предложиме и собираме информации нон-стоп од граѓаните од сите делови на градот и ќе инкорпорираме наши проекти што ќе бараме да се воведат во буџетот, ќе предложиме некои ставки на буџетот да се променат од тоа што сме анализирале до сега. И граѓаните и невладините организации имаа можност да дадат предлог. Мојот предлог денеска за јавната дебата ќе биде конкретно да предложам на општината за да се формира општински совет за превенција на детско престапништво, бидејќи ова представува и законска одговорност и обврска за сите општини во државата, која фактички до сега не е исполнета од страна на општината Тетово и од повеќето општини во нашата држава. Инаку предлог буџетот ќе се гласа на седница на Советот закажана за идната недела.
На 6-тиот координативен состанок на Центарот за управување со кризи на владини институции, невладини организации за проблемот со бездомните куќиња е решено да се ефтанизираат агресивните куќиња кои нема да бидат вдомени. Секаде онаму каде што имаме куќиња за кои што ќе има пријава дека се агресивни, дека напаѓат, дека трчат по луѓе, истите треба да добијат приоритет при заловување. Потоа тие треба да бидат прочистени, вакцинирани, стерилизирани, чипирани и да се обидеме за нив да најдеме собственик. Односно, вие од Сдруженијата за заштита на животните да се обидете да најдете собственик. Доколку најдеме човек кој што ќе ги вдоми, јас верувам дека во сите случаи ние може да најдеме човек кој што ќе сака да ги вдоми ваквите животни, бидејќи како што зборувавме на претходните средби, понекогаш агресивноста кај куќињата е предизвикана и од луѓето, бидејќи куќињата понекогаш реагираат инстинктивно, плашејќи се дека ќе бидат нападнати, па почнуваат да лаат или стануваат агресивни. Откако ќе најдеме човек кој што ќе ги прифати овие куќиња, односно ова агресивно куќе, тоа ќе биде дадено на тој човек, ќе биде вдомено кај тој човек. Но во крајен случај, кога никој не сака да вдоми одредено куќе, за кое што со претходно утврдено вештачење од страна на овластен вештак, вештаци кои што ги има во нашата држава, истите ќе бидат еутанизирани. Воедно постои друг проблем околу напуштање на собственичките куќиња, односно многу собственици на куќиња од најразлични причини, дали патување во странство или се незадоволни од куќето или немат услови да го чуват куќето, немат време и така натаму, ги остават куќињата доволно далеку да не можат да се вратат дома, од едниот на другиот крај на градот или во друг град. Исто и ова е недозволено однесување и доколку биде забележано некој да остави куќе, да го напушти, треба истото да биде пријавено. Во Скопје се одбележа 90 години постоење на Занаетчиската комора. Од владата велат дека ќе продолжат да го поддржуваат овој сектор, додека занаетчиите реагираат дека опстанокот им е загрозен. Со последната одлука, неколку од занаетчиите веќе се поддржани од страна на владата во делот на снабдување со електрична енергија. За жал, немало простор на почеток да бидат вклучени сите занаетчиски дејности, затоа веќе се прават сите калкулации да имат намалување во делот на цената на електрична енергија за микро и малите компании, каде што ќе бидат вклучени и занаетчиите кои се регистрирани со таква дејност во нашата држава. Јас зборувам за политики кои веќе се реализираат, како што беше намалувањето на ДДВ од 18 на 5%. Веќе разговараме и неколку други мерки кои би требало да ги реализираме во наредниот период, посебно во 2023 година. Значи сите кои што се регистрирани како занаетчии во центарот во нашиот регистар не се опфатени со новата даночна реформа. Тоа значи не важи за занаетчиите, тоа е за оние кои што се регистрирани како доели или до, така да се надевам дека ќе остане како што е, дека новата даночна реформа нема да ги засегне занаетчиите. Учениците од регионалниот центар за стручно образование и обука Моша Пијаде од Тетово заедно со активот по угостителство годинава за прв пат организираа новогодишен хуманитарен панаѓур под мотото "Од нас за нас". Секој ученик и вработен имаше можност да донира храна, истата беше ставена на продажба со символична сума. Собраните средства ќе бидат наменети за учениците кои имаат потреба од помош. Годинава по иницијатива на угостителскиот актив, значи професорите и учениците, се организира новогодишен хуманитарен панаѓур. Панаѓурот е предвиден да се продаваат јадења, храна, овошје, значи изработка и на децата, изработка на колективот, изработка на родителите. Значи јавно се заблагодарувам и на родителите кои дадоа поддршка. Ги поздравувам и жените од Сдруженијето Вешта жена, кои се наши долгогодишни партнери, соработници, се јавија на нашиот повик, значи се озваа на нашиот повик, дадоа свој придонес со јадења на овој хуманитарен, да речам, настан, панаѓур. Масите се полни, јадењата ќе се продават по некоја символична цена.
Парите собрани од панаѓурот ќе бидат наменети за хуманитарни цели, значи за наши деца ученици, од кои значи нешто ќе се предвиди, кои имаат потреба од наша финансиска помош. Ова година е прв пат. Имам предвидено, значи секоја година, пред Нова година, еве не има фатено некоја еуфорија, да речам божикна новогодишна, да стани традиција. А доколку има интерес, може да и великденски и во друга прилика би организирале. Денеска се наоѓам во убавата школа Моша Пијаде, средна школа, и овај не е прв пат да го правиме ова. Значи има многу јадења, многу убави работи и можете и се надеваме дека ќе имаме поише. На 25 декември во Тетовското музичко училиште детскиот хор Лале ќе одржи концерт по повод 45 годишниот јубилеј од основањето. Хорот пред публиката ќе настапи со широк опус на хорски композиции, а свој настап ќе има и женскиот хор Менада од Тетова. На 25 декември со почеток од 18 часот во концертната сала на Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово, по повод 45 годишниот јубилеј од основањето. Детскиот хор Лале од Тетово ќе одржи свечен концерт пред тетовската публика. Хористките ќе настапат со широк опус на хорски композиции, со акцент на детската популарна хорска музика. На концертот како специјални гости ќе настапат и женскиот хор Менада од Тетово, како и триото Шербет. Оваа година ние планираме да овој 45 годишен јубилеј го одбележиме со ретроспектива на она што се случувало во минатото. Ќе има снимки од некои настапи на хорот Лале, потоа ќе има изјави од хориски, поранешни, на хорот кој што израсна повеќе децении пее о хорот. Има неколку кои што се од првата генерација, од 45 години кои што беле на првата проба на хорот, ќе дадат своји изјави, а исто така и се настојуваме да во ова предвечерие на божитните и новогодишни празници се вклучиме и ние со своја програма која што ќе биде популарна детска хорска музика. Ќе бидат исполнити композиции од нашиот сограѓани Борислав Јоргушевски Боби, Кире Костов и Франц Грубер, така да ни ќе биде едно шаренило на детска популарна музика. Хорот Лале во текот на изминативе 45 години има освоено голем број награди и признанија од настапите на хорските фестивали во 20 земји ширум Европа, што за сегашниот состав на хорот и на диригентот Ивица Зориќ е поттик и мотив за уште многу успешни хорски приказни во иднина. Хорот Лале има освоено и втора награда со студиски снимци за Евровизија во рамки на Југославија. Првата награда таа година не беше доделена. Тоа на вистина не прави горди, имаме многу активности, повеќе плочи, самостојни плочи, аудиокасети и заеднички плочи со други хорски ансамбли. Инаку концертот на детскиот женски хор Лале се реализира со поддршка од Министерството за култура на Македонија. 52 годишен татко од Тетовско лажно го пријавил својот 19 годишен син дека му украл златен накит и девизи во вкупен износ од 100.000 евра. Во продолжение следува полицискиот билтен на СВР Тетова. Секторот за внатрешни работи Тетово до Основното јавно обвинителство Тетово поднесе кривична пријава против 52 годишникот Тетовска палатица поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело лажно пријавување на кривично дело, казниво по член 366 став 1 од кривичниот законник. Пријавениот се сомничи дека на 2 овој месец пријавил дека во неговата куќа во палатица била извршена тешка кражба во која учествувал неговиот син на возраст од 19 години со уште 3 други лица. Пошто наводно се оддалечиле од куќата и заминале со возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки. Осомничениот признал дека ја измислил целата приказна околу кражбата. Ноќеска 40 на минути по полноќ во Тетовско Боговиње, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода двајца жители на Тетовско Долно Палчиште, затоа што кај нив биле пронајдени одземени кокаин и марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. На улица Вонвардарска во Тетово вчера лишен од слобода е 21-годишникот Тетовско Ново село, затоа што кај него била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува поднесок.
Вчера во полициската станица Тетово се пријавил 73-годишникот Тетово, кој 2 часа пред тоа бил пријавен од 50-годишен тетовец дека физички го нападнал пред неговата семејна куќа, а поради нивни недоразбирања околу паркирање на возилата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, информираат од СВР Тетово. Денес во Тетово беше одржана комеморација на професорката по солфеж во Тетовското средно музичко училиште Андријана Несторовска Светозаревиќ. Голем дел од нејзините колеги, ученици, пријатели и членови на семејството оддадоа последна почит кон нејзиниот леки дело. Денеска во Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово се одржа комеморација на прирано починатата професорка по солфеж Андријана Несторовска Светозаревиќ. Голем дел од нејзините колеги, пријатели, ученици и членови на нејзиното семејство беа дојдени да се присетат на ликот и делото на професорката која неуморно повеќе од 20 години била дел од наставничкиот колектив во училиштето со низа ученици, на кои со голема љубов им го пренесувала своето знаење за музиката, спомени и осврт кон нејзината посветена работа со учениците, искажа нејзината колешка, професорката по пијано Сонја Андонов. Ани кон своите ученици се однесуваше целосно професионално, со голема посветеност. Педагог кој мощно и успешно ги образуваше, но и воспитуваше учениците. Учител кој сето свое знаење им го пренесуваше стручно и слободно можам да истакнам дека кон сите нив таа се однесуваше со мајчинска љубов. Ани имаше трпение и разбирање за секое дете. За неа часот честопати се случуваше да трае повеќе од 40 минути, а во сезона на настинки, кога бројот на ученици се осипува, знаеше да одржи час дури и ако е присутен и еден ученик. Вложуваше максимален труд кога требаше да ги подготвува учениците за надпревар. Го занемаруваше своето слободно време, за да се посвети на тие подготовки кои, како и се останато, ги извршуваше со голема посветеност и љубов. Од тие надпревари секогаш се враќаше со освоени високи награди. Голем успех за Ани, но и за училиштето. Ани со својата скромност, своите успеси на професионален план ги сваќаше како нормален дел од работните обврски. Пред присутните се обрати и сопругот на професорката Бранислав Светозаревиќ. Со ова само не подсетивте и уште повеќе ја надополнивте вашата меморија и не ја пренесовте на вас, што всушност значела Адријана за овој колектив во кој цел живот растеше од мало дете, 7-8 години, и до крајот беше посветена на своите ученици, се радуваше на секој успех, поединечно не ги раскажуваше успесите. Инаку професорката Андријана Несторовска Светозаревиќ почина на 18 декември на 51 годишна возраст.
Ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.